Благодарам, председателя. Нема да навлезам еве во материјалната расправа и соочување на ставовите со колегите од опозицијата, но навистина, слушајќи ги го излегувањето на колешката Јованка Тренчевска, не можам да не се јавам и да не изреагирам, бидејќи се работи за реформски закон кој што со децении можеби би можеле да кажеме дека е чекан од страна на јавно-обвинителската служба за да се решат проблемите кои што се наталожени со години. Доаѓаме до момент во кој што преку еден реформски закон во консултација со нашите европски партнери доаѓаме до предлог решение кое што ќе биде целосно транспарентно, побара колегите од опозицијата јавна расправа, без двоумење прифатена јавната расправа, отворени за дискусија. Секој пат на секој реформски закон е организирана јавна расправа, се дискутира, се предложуваат амандмани, се прифаќаат амандмани, но на крајот мораме да се потсетиме дека кога доаѓа моментот за гласање на пленарна седница, многу често од колегите од опозицијата и е не е прифатен, односно гласаат против или не гласаат никако за реформските закони. Сега сакав само да изреагирам по однос на она кое што беше комуницирано од страна на колешката, тоа е дека овој предлог закон кој што е за јавно-обвинителска служба е пред нас само за да се испочитуваат некакви рокови. Прво мораме да имаме елементарно познавање за реформскиот процес и за реформските закони кои што поминуваат согласно планот за раст. Ние не носиме закони во собрание за да исполниме одреден рок, туку носиме закони, предлог на закони во собранието за исполнување на определени чекори кои што се составен дел на предлог законското решение. Значи, апсолутна небулоза е да кажете дека доаѓа некакво си законско решение за исполнување на определен рок. Доколку не содржи определен чекор кој што е суштински важен согласно реформската агенда, овој закон не би бил тогаш позитивно поздравен или не би ги добиле средствата согласно реформската агенда. Значи, тоа е апсолутна небулоза и непознавање на процесот кој што е дел од реформската агенда. Тоа еве го видовме и претходно од страна на колегите од Социјалдемократскиот сојуз, каде што не елементарно познавање не покажуваат за самиот процес кој што е дел од реформската агенда, а полна е устата со Европската унија и со реформските закони. И уште еден момент кој што не може да помине незабележано, кој што беше потенциран, ние сме сите тука пратеници. Гласот на народот велиме дека сме за да ги представуваме граѓаните најтранспарентно и најдемократски, но од страна на пратеник, на говорница да се дискриминираат студентите од еден или од друг факултет е апсолутна небулоза. Јас сум завршен студент од Универзитетот Свети Кирил и Методи, но во никој момент не би се дрзнала да ги дискредитирам студентите по право или од останатите области кои што доаѓаат од останатите факултети. Ако имате определени недостатоци, недоследноци, имате определена критика во вашето владење, сте можеле да потегнете одреден чекор. Или во тоа време најподобен ви беше факултетот на Мерко во Струга. Благодарам. Благодарам. Јас контрреплика